Почитувани граѓани, уште еден од сплетот на закони кои што се однесуваат на правосудниот систем, за кој што со жалење можеме да констатираме дека е на дното од испитувањата за сите други органи и институции со довербата кај граѓаните. Но, во самото предлог законско решение, кој што го доставуваат, потенцирам, по трет пат. Првиот пат го доставија во редовна постапка, што требаше да биде во редовна постапка, да можеше да има широка дебата, да се разгледа, бидејќи е суштински закон. Истите за 10 дена ја променија својата позиција, односно за 10 дена им текна дека нешто се променило во позитивните законски прописи на Европската Унија, па за тие 10 дена го повлекоа, го пуштија со европско знаменце. Не можеа да се договорат со оние кои што треба да им се јават кого да примат и како да ги примат идните слушатели, повторно го повлекоа и сега го доставуваат по трет пат. Затоа мора да биде најасно на јавноста дека ова предлог законско решение се пушта по трет пат и тоа со европско знаменце, без усогласување со ниту една регулатива или директива од позитивното право на Европската Унија. Тоа значи класична злоупотреба на европското знаменце. Уште на стартот, во воведот на предлог законското решение, се повикуваат на основната цел на предлагање на овој закон е содржана како стратешка цел во стратегијата за реформи во правосудниот сектор, дефинирана како воедначување на судска пракса преку зголемен обем на обуки на судиите во рамките на Академијата за суди и јавни обвинители, нови законски критериуми за состав на органите на управување и раководење на Академијата, како и редефинирање на начинот на полагање на приемниот и завршниот испит врз основа на мерила и објективни критериуми за проценка на знаењата на кандидатите. Од старт сите овие елементи се девалвирани. Сите овие чинители и сите овие заложби од старт се девалвирани. Зошто? Бидејќи најпрво тргнуваат од стратегија за реформа во правосудниот систем. Бившиот министер за правда јасно и децидно потенцираше само 20% за 5 години искористени буџетските средства за реформа во правосудниот систем. Со овие 20% искористени буџетски средства за реформа во правосудниот систем имавме континуиран пат на довербата, односно класично зголемување на противзаконските дејанија, односно криминалот и корупцијата во самите судски органи. А сето ова се прошири и на сите сегменти од општествено живење. Во вториот елемент, каде што потенцираат во однос на органите на одлучување и органите на Академијата. Од старт девалвирани. Зошто? Во составот на управниот одбор, во членот 9, вели управниот одбор е орган на управување на Академијата, го сочинуваат 9 членови. Сега. 4 членови нивните заменици во управниот одбор се назначуваат од редот на судиите, 20 членови и заменици се судии назначени од Судскиот совет на Република Македонија. Еве затоа реков дека од старт е девалвирано и законското решение и спроведувањето, односно неговата имплементација. Знаете што се случува во Судскиот совет? Истите тие луѓе кои што таму внатрешно не можат да се договорат, а вчера следуваше и напуштање на бродот од 20 членови, бродот кој што тоне почнуваат да го напуштаат, не можат внатрешно да се договорат, а истите овие назначуваат луѓе за да бидат оние кои што ќе избираат слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители. Следствено, од старт девалвиран процес. Понатаму, покрај другите членови, Врховниот суд на Република Македонија, Управниот одбор на Сдруженијето на судии на Република Македонија и сега 4 члена и нивни заменици во Управниот одбор се назначуваат од редот на јавните обвинители. 20 членови и нивни заменици се јавните обвинители назначени од Советот на јавни обвинители. Оној Совет на јавни обвинители за кој што обвинителката од поранешното СЈО изјави дека мора некој да крене телефон за некој да биде избран или унапреден, со што се создаваат клиентелистички однос на сите идни избрани јавни обвинители
и тоа се провлекува понатаму и во напредување. Тоа го изјавува јавен обвинител на специјалното јавно обвинителство и го девалвира самиот Совет на јавни обвинители. Дополнително, да биде заблудата уште поголема, никој не ги повика да поразговараат на што се однесуваат овие обвинувања, со што премолчуваат и се согласуваат со нивните ставови. И во ставот 5, министерот за правда назначува еден член и негов заменик во управниот одбор од раководните административни службеници во Министерството за правда со најмалку 8 години работен стаж на раководната позиција и позитивни резултати во работата. Директно влијание на министерот, односно на законодавната власт, при квалификување и воспоставување на конечна ранг листа кој напред во догледно време ќе биде судија и обвинител. Односно директен судир, со што извршната власт ќе има директно влијание кои ќе бидат јавни обвинители и кои ќе бидат судии во понатамашниот период. Истиот состав во различен формат се повторува и во Советот, односно во програмскиот совет, кој што, впрочем, при неговото формирање повторно Судскиот совет номинира еден член, како што потенциравме, девалвирана институција, министерот за правда номинира еден член и негов заменик од редот на раководните административни службеници во Министерството за правда. Повторно номинира министерот. Тоа значи и во програмскиот совет, и во управниот одбор директно влијание има министерот, а како што потенцирав и другите девалвирани институции, а дополнително во членот 20 се определува надлежноста на програмскиот совет. Внимавајте, донесува деловник, утврдува предлог програма за приемен испит. Предлог програма за приемен испит. Почетна обука и завршен испит. Тоа значи човекот кој што министерот ќе го инволвира во самите тела, ќе ги има на увид и прашањата, и текот на постапување, и начинот на испитување, и бодирање, и конечната ранг листа. Сето ова ќе биде под капата на министерот, односно ќе го има директното влијание при изборот на идните судии и јавни обвинители. Со тоа, наместо да се оттргне човечкиот фактор и дискреционите права кои што самиот министер си ги дава и оние кои што предлагаат членови во овие управувачки органи на академијата, тие се зацврстуваат и се зајакнуваат со тоа што и при оценувањето се цитира дека при оценување на устниот дел од практичниот испит, секој од членовите може да даде по 5 поени. Тоа значи дека оние кои што ги предлага, еве во членот 56, во ставот 7, вели конечните бодови во завршниот испит се добиваат на начин што се пресметува една аритметичка средна вредност од вкупниот збир на добиени бодови од секој член на завршната комисија. Ова е генезата од формирање на управните органи до правење на програмата, прашањата, па се до завршна фаза. Тоа значи, континуитетот го имаат целосно и контролата врз оние кои што ќе бидат идни слушатели на Академијата за суди и јавни обвинители. Еден од членовите каде што треба во најмала рака заменик министерката, наместо немо да не слуша и гледа овде да каже на што се однесува, бидејќи можеби е добра замислата да во членот 32 вели јавен оглас за прием на почетна обука, во ставот 5 на огласот за прием на слушатели по апелациони подрачја едно лице може да се пријави на огласот само за едно апелационо подрачје. Постапката за селекција и рангирање на кандидатите за суди и јавни обвинители се одвива за секој апелационо подрачје посебно. Тоа значи дека еден кандидат ќе може да аплицира само на едно апелационо подрачје. Да не се случи доколку на апелационо подрачје гостива има потреба од 15 слушатели, самата академија да определи дека во дадениот момент ќе ангажира 10, а во апелационо подрачје Штип ќе има потреба од 20, ќе ангажират, односно ќе распишат само за 20. Во неравноправна положба да не се доведат, да се прецизира оваа одредба, за да оние кои што аплицираат да бидат најасно на кој апелационо подрачје ќе бидат, но да не се стават во неравноправна положба, бидејќи со тоа ќе се зголеми притисокот во оние апелациони подрачја каде што ќе има поголем број на слушатели. Целосно ова